Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Ајде сега, еве ќе ви мафнам, ќе ви пратам безброј бакнажи, заедно со моите драги другарчиња кои што ќе учествуваат во оваа денешна емисија, со кои што денеска ќе имаме можност да се дружиме. Дечки, како сте? Многу добри! Јас сакам да кажам дека оваа емисија не ја снимаме на местата каде што вообичаено Супер Звезда ги снима своите емисии, значи заминавме подалеку од градот Скопје, излеговме од градските гужви, поминавме еден долг пат и дојдовме до едно специјално место. Денеска, почитувани дами и господа, јас сум гостин овдека во градот кој што се вика Делчево! Делчево. Фала ви многу за прекрасниот, топол, убав и срдечен дочек. Сакам да ве прашам како сте вие овдека? Добри ли сте? Како оди животот во Делчево? Супер! Си поминувате убаво, се забавувате? Да! Одите на училиште? Да! Меѓу другото, вие сте и членови на еден ракометен клуб кој што се вика Делчево Вардар, така е? Да! И што правите таму, спортувате? Да! Имате добри резултати? Да! Давате голови? Да! Кој дава најмногу голови? Да видам. Сите, браво! А кој е голманот овдека, да видам? Браво, браво, имаме двајца, браво, супер. А кој подобро брани од вас двајцата? А? И двајцата, браво, да сте ми живи и здрави. Сега, почитувани гледачи, денеска, како што кажавме, еве дојдовме во Делчево, има многу причини зошто треба да се дојде во Делчево. Една од тие што ова е многу чист, многу убав планински крај, каде што можат да се одгледуваат органски, значи продукти, какви што тешко може да се одгледаат на друго место, со самото тоа што почвата и климата се фантастично чисти и феноменални, би рекол. А сега да ве прашам, ќе им кажеме ли на гледачите по што е познат градот Делчево? Значи овде има еден споменик на кого? Гоце Делчев! Споменикот на Гоце Делчев. Тука има уште еден споменик. Споменик на Нападнатите борци! паднатите борци од НОБ, Народно-ослободителната борба. Тука имаме една планина која се вика Голак! Голак и најубавата планина, браво. И тука е исто така една прекрасна река која што се вика Брегалница! Брегалница. Аплауз голем за Делчево, дами и господа. Ајде брзо, каде е аплаузот? Ете така. А сега, почитувани гледачи, дојде моментот да најавам каде ќе бидеме денеска гости. Со оглед на тоа што е ова еден од најубавите и најчистите крајови во нашата држава, тука се наоѓа една од најубавите млекари во нашата земја. Денеска специјално ќе бидеме гости во млекарата Делчево, во која што ќе имаме можност да ја снимиме оваа емисија. А вие, почитувани гледачи, со нас денеска ќе научите каде и како во Македонија се прави најубавиот кашкавал и најубавото сирење. Останете со нас, ова ќе биде многу интересна и возбудлива емисија. За неколку моменти ќе имаме можност да го видиме и нашиот прв гостин. Тргнуваме. А сега, почитувани гледачи, наместо еден имаме двајца соговорници. Веднаш до мене се наоѓа господинот Новица Трифуновски. Здраво живо, како сте? Па одлично. Добро ни дојдовте во Супер Звезда. Вие инаку работите овдека како управител. На млекарата Делчево. Ќе има многу работи кои ќе може да ги дознаеме до вас, но тука се наоѓа, дами и господа, и Иле Карамфиловски. Иле, здраво живо, добро дојдовте во Супер Звезда. Добре, најдовме. Како сте добри? Супер. Здраво живо, вие работите инаку? Одговорен за производство. Тешка ли е вашата работа? Па, може да се каже. Го прашаме директора дали е тешка неговата работа. Најтешка е неговата од сите. Уште потешка е од вашата. Ете, денеска, како што кажавме, почитувани гледачи, се наоѓаме овдека во млекарата Делчево, каде што ќе видиме специјални гости. Да почнеме вака со едно прашање, од кога постои оваа млекара? Млекарата постои од 2009 година. Значи, постојано нешто се реновира, се иновира, нови производи, нови машини за производство. Функционираме од 2009 година до денешен ден и планираме да продолжиме натака со истово темпо. Континуирано се надградувате. Јас сум бил овде пред неколку години, имав можност повторно да направам една посета со дечиња и нормално ова што го гледам денеска е во проширен состав, во подновена варијанта. Да, Иле стандардниот тука, стандардниот борец од почеток до крај, така. Иле, значи вие сте од самиот почеток на оваа млекарница. Од 2009 година. Така, и како ви одите работите? Па добро, напредуваме. Кажете ми, што се произведува кај вас? Моментално, значи, тврд програм, сирење и кашкавал. Од кашкавал два типа на кашкавали, традиционален кашкавал и производство на гауда. Така. По холандска рецептура.
Значи кажавме за да бидат здрави дечињата и не само децата, туку и возрастните почитувани гледачи треба да конзумираат природни, убави и квалитетни продукти. Еден од тие е и млекото и токму затоа денеска дојдовме овдека да ја направиме оваа емисија. Дечиња, вие конзумирате ли млечни продукти? Да. Пиете ли млеко? Кажете ми зошто е корисно млекото да го конзумираат дечињата? Затоа што има многу калциум во него и е здраво за не само за децата, туку и за возрастните луѓе. Затоа им се дава уште од најмали нозе, нели, уште од кога се бебиња, така? Ќе пораснат јадат сирење и кашкавал. Кажете ми сега, тешко ли е да се направи сирење, тешко ли е да се направи кашкавал? И вака, секое производство без разлика дали е сирење кашкавал си има своја тежина. Така да не е лесно, ќе речам не е тешко, меѓутоа не е лесно да се направи сирење и кашкавал. Дали по нашата млекара или во било која друга млекара, значи секој производство си има своја тежина. Имам едно прашање за Иглес, тој сигурно знае. Или мене од секогаш ме интересирало вака кога ќе погледнам сирење. Колку литри млеко се потребни за да може да се направи на пример вака 1 кило, еве нека биде сирење? Во зависност од годишното време и од хемискиот состав на млекото, значи различна е литражата на колку литри за килограм сирење. Така да за крајот сирење од 4,5 до 5,5 литри кило сирење. Така. А кашкавалот од 9,5 до 10 литри килограм кашкавал. Килограм кашкавал, прекрасно. Значи, навистина треба доста труд и треба ли многу знаење? Па да. Имате ли вие некој таен рецепт овдека за вашите Па продукти? секоја фирма, секоја млекара си има своји тајни, така да и ние. Така и вие си имате ваши тајни. Кажете ми, како се викаат вашите производи? Линијата која произведуваме, брендот се викаат Малешевски производи. Значи тука спаѓаат 4 врсти на сирење, кравјо, козјо, мешано и овчо и 3 врсти на кашкал моменталјо, кравји, кози и мешан кашкал. Сакам да ве прашам, кога се носеше одлуката да ја направите млекарата, зошто одбравте токму овде, токму во Делчево да се направи? Вака сите знаеме дека Малешевскиот дел и брендот е Малешевски, значи Малешевијата се познати по чистата земја, чистиот воздух, чисто млеко, значи ради чистината и природата која што е на овој регион, затоа е и самата млекара направена на ова поднебие, на ова место. Значи од еколошки причини решивте да направите овде? Еколошки причини. Секоја чест, браво, секоја чест. Малкумина размислуваат вака како што размислувате вие. Сега, може ли да прашам од каде доаѓа млекото кое што го употребувате? Вие имате ваша фарма со крави или? Да, дел од млекото е наше собствено производство и поголемиот дел од млекото е од добавувачи фарми, кооперанти кои што ние си имаме лично наш откуп на млеко, си го откупуваме млекото од фармите, го дистрибуираме во млекарите и го произведуваме. Кое млеко се зема? Само најдоброто? Само најдоброто што ги исполнува условите за квалитет. На лице место се вршат проверки? Дел од проверките се вршат на лице место, дел од проверките се вршат во наша собствена лабораторија. Ајде, почитувани гледачи, во оваа емисија ќе дознаеме многу интересни работи. Јас предлагам да направиме една кратка пауза, да одмориме малку, а веднаш потоа се враќаме во втор разговор овдека со моите соговорници, управителот Новица и шефот на погонот господинот Иле, да ни кажат како се прави сирење и како се прави кашкавал. А сега правиме пауза. Се враќаме повторно во програма за оние кои малку подоцна се вклучија. Денеска, почитувани гледачи, суперзедите се специјални и ексклузивни гости во млекарата Делчево. Сега, денеска ќе учиме како се прави кашкавал, како се прави сирење. Впрочем, затоа и дојдовме овдека, драги гледачи, и сега освен тоа што кажавме дека треба најдобро млеко, таен рецепт и машини, значи потребно и многу љубов. Точно ли? Да. Значи голема љубов и хигиена на прво место за да имаме добар и квалитетен производ. Значи за финалниот продукт мораме, како што кажавме, да дадеме и дел од она што го носиме во себе, за да испадне онака како што треба. Што се произведува денеска на вашата линија? Денеска на нашата линија се произведува кашкавал и сирење. Има кашкавал, има сирење. Денеска ќе имаме ли можност со дечињата да влеземе и да видиме како тоа изгледа? Кашкавал. Колку прекрасно. Ајде сега еве да го прашам Новица да ми каже како започнува приказната, евен пример во овој случај на производството на кашкавалот. Од каде тргнува целата оваа приказна? Значи пред се прво ни треба млеко, прво ни требаат крави, под кравите да дадат млеко. Така. Тоа млеко треба на откупните пунктови да се олади. Значи нашето возило оди на откупниот пункт, оладеното млеко го товара во иноксни цистерни, доаѓа во приемот на млекара. Екипата што е од лабораторија прави испитување на тоа млеко, доколку млекото ги исполнува условите за квалитет.
се прави прием на истото млеко и од тука натака презема иле, го распоредува млекото, дали тоа нека се прави сирење или кашкал или гауда, се прави распоред на истото млеко и излегуваат малишевските производи. Така, ајде да го прашаме Иле, значи како продолжува приказната како ќе дојде млекото овде кај вас? Кога стаса млекото во млекара Делчево, значи се земаат проби да се направи хемиска анализа на млекото. Значи Пробите ги прават вашите лаборанти? да, се врши хемиска анализа на млекото, антибиотик тест и додадена вода на самото млеко. Кога завршат сите хемиски анализи, млекото се прима во иноксни цистерни, воедно се и лади од 4 до 6 степени. Вака складирано млеко оди во процес на производство. Прва постапка е пастеризација, значи поимот пастеризација значи термичка обработка на млекото, да бидеме сигурни дека бактериолошки е исправно. Значи доколку има и нешто, самата оваа термичка обработка ќе ги уништи. Да бидат уништени. Така. Тоа млеко се прима во сирено изготвители или дупликатори, значи садови за производство на кашкавал, значи таму потоа продолжува целиот технолошки процес. Значи додавање на хемозин или маја, таму се подсирува млекото и целиот процес продолжува сечење, мешање, догревање и тој трае некаде околу 2 часа. И сега вака, ако не се подсири млекото, нема да добиеме сирење кашкавал? Мора да биде подсирено. Значи, тука е една од тајните. Да. Потоа, значи со тој процес добиваме суровина за производство на кашкавал. Тоа е баске или телеме. Еве ја гледаме сега во моментот овдека, Да. ја гледаме поставена, таа се цеди. Таа треба некаде од 2 до 3 часа да ферментира, да постигне одредена pH вредност, за да можеме таа баскеја да ја преработиме преку машина за производство на кашкавал или агрегат, така наречен агрегат. Така, таа се сече, како што гледаме во моментот. Се сече, да, кутерот ја меле на ситни лентички, се меша со саламура на одредена процентна сол и температура. Вака измешана, поминува во агрегат во така наречен барабан и продолжува во дозаторка. Така. Оваа дозаторка ги дозира од пола кило до 2 кила самите пити. Колкаво сакаме да го направиме сирењето или питата кашкавал, толку ја подесуваме дозерката, значи. Автоматска дозаторка која сама сече Така. и ги дозира. И еве, кога ќе излезат вака готови, ги ставаме во калап. Во калап, да, за 15 минути треба да се превратат неколку пати за да го обликуваме производот. И така тој веќе си добива форма, си добива лик, а како што гледам и се цеди овдека. Да. Самиот производ се цеди до наредниот ден, ја задржува формата и потоа оди во комора на сушење или на зреење. Ајде сега да прашам, дали пред да отиде во комора може да се проба продуктот? Да, може. Ајде да видам со дечињата, кој сака дечиња да проба, дали некој сака да проба, еве сега од овој тазе направен кашкавал овдека. Каков кашкавал може да пробаме во моментот? Крави кашкавал, малешевски крави кашкавал. Значи, малешевски крави кашкавал, фантастично. Како ви се допаѓа вкусот? Ви се допаѓа, ви се свиѓа, сте пробали ли нешто вакво друг пат на друго место? Не. Би јаделе вакво секој ден да би имале дома? Колку е прекрасно. Еве сега, значи, како што кажавме, ја поминавте тест пробата одека во Супер Звезда, навистина е фантастичен производот. И сега, откако ќе се стави во калап, понатаму каде рековте дека оди? Во комора за зреење. Ајде, би сакале ли дечиња сега да ја видиме комората? Ајде, тргнувајте полека. Еве, доаѓаме, ова е комората. Еве, се отвара вратата, а внатре е малку ладно, нели? Да. Зошто е ладно внатре? Па има посебен режим на сушење или на зреење на кашкавалот, контролирана и влага и температура. Така, значи под строго контролирани услови, кашкавалот понатаму оди на зреење. На зреење, процесот на зреење трае до 2 недели, 10 до 14 дена. Па значи не се правел кашкавал така брзо како што ја си помислив, викам 2 сата и готов. Не. Значи веќе мора некои 2 недели од прилика да одстои овдека и дури тогаш ќе може да оди на пакување?
тогаш оди на пакување и после поминува во комора на лагерување или на дополнително зреење. Значи 2 до 3 месеци зрее вакуумиран. А потоа, значи, вакуумиран, останува уште 2 до 3 месеци за да го помине комплетниот процес на созревање. На финална изработка и откако и тоа ќе заврши, оди во маркети. оди во маркети, така, претходно, да, супер. Еве сега може да видиме како супер звездите помагаат во пакувањето. Еве, некои лепат на лепници, некои лепат од другата страна на лепници. Супер. Интересно ли ви е, дечиња? Да! Многу ми е драго, супер, еве што имате можност да поуживате овдека малку. И откако ги залепивме, продуктите понатаму одат во кутии и од овдека со камионите ги испраќаме само низ Македонија или надвор? Моментално во Македонија. Почитувани гледачи, повторно се враќаме во разговор со моите денешни соговорници Иле и Новица овдека во млекара Делчева. Би сакал да го прашам Новица, освен децата, треба ли возрастните да пијат млеко? Па многу јасно, тој што не пие млеко, каде сирење кашкаво. Така, значи добра замена се млечните продукти за оние кои што не сакаат да пијат млеко. Можам да кажам дека се најдобра замена затоа што и самите производстви ги произведуваме се прават од 100% млеко. Безбедни ли се вашите продукти, поготово да можат деца да ги конзумираат? Многу јасно, бидејќи линијата што ја контролираме од прием на млеко до созревање на производот до пласман на пазарот, значи дури и правиме контроли во самите маркети кај што веќе производот веќе дистрибуиран, пак правиме наша интерна контрола, значи производот е 100% во секој време безбеден. Значи вашите продукти се контролираат во секој момент, во секоја фаза, па дури и кога се наоѓаат во продажба, прекрасно. Сакам да ве прашам пошто млекара Делчево се разликува од другите млекари? Овака, секоја млекара си има своја посебна, да речем, убавина и линија на некој производ кој што е специфичен за таа млекара. Ние може да се пофалиме дека сме први и единствени во Македонија со производство на гауда. Значи, производот е гауда беладона, се произведува по холандска рецептура и со холандска опрема. Значи, моментално сме први и сме единствени со таков тип на гауда на пазарот. Значи, имаме во големи пити пакувања, околу 4,5 до 5 килограми. Од истите правиме слајсови помали парчиња, нели, од 250 до 300 грама и имаме килски пакувања. Значи, на таа гауда има 4 вкуса: бибер, пиперка, хербал и класика, нели, за оние кои што не сакаат специфични вкусови и зачини, се прави класиката. И уште еднаш да напоменеме останатите видови, значи на кашкаво и сирење, кој бе? Значи, како што напоменавме и претходно, преработуваме кравио, козио и овче млеко. Од млекото произведуваме сирење кашкаво, значи дали чисто кравио, козио, овчо или миксови мешани од истите млеко. Благодарам. За крај би сакал и да го прашам колку е одговорна вашата работа. Мојата работа е доста одговорна, исто така и работата на нашите вработени во млекара Делчево. Постојано да имаме квалитетен и безбеден производ на пазарот. А сега уште еднаш за крај, Новица, вашата работа како управител колку е одговорна овдека? Па како што спомна Иле, значи без разлика дали управител, мајстор, возач, лабораторија, секој си има своја гранка која што одговара за неа и секоја работа во млекараве, секоја работна позиција е прилично одговорна и сериозна. Јас ви благодарам што бевте гости и што имавме можност да се подружиме денеска овдека со вас. Иле ви благодарам и на вас. Се најубаво. А сега продолжуваме понатаму. А сега дојде редот да одјавиме нашата емисија. Дечиња, како сте? Добри! Како си поминавте денеска? Супер! Ви се допадна ли ова наше денешно дружење? Да! Дали беше интересно? Да! А беше ли малку напорно? Да! Научивте ли нови убави интересни работи? Видовте ли каде и како се произведува? Значи, може сега отворено да кажеме најубавото сирење и најдобриот кашкао во Македонија. Така да ете, гледате дечиња какви продукти треба сите ние да конзумираме за да бидеме весели, среќни и пред се здрави. А сега вработените од млекара Делчево имаат специјални подароци за сите вас. Подготвени сте? Да! Ајде да видиме каде се подароците. И еве ги подароците во моментов, значи.
А тука е и моментот кога треба веќе да ја одјавиме полека нашата емисија, да се заблагодариме на нашите гледачи што останаа со нас цело ова време. Ви благодарам уште еднаш за вашето внимание, почитувани гледачи. Тоа беше се од нас. Се гледаме во нека од наредните емисии Супер Звезда. А во меѓувреме, бидете живи, здрави, весели, среќни, сакајте ги мама и тато и гледајте Супер Звезда. А сега ајде да им мафнеме на сите уште еднашка, да им пратиме безброј бакнежи и да ги поздравиме од еден од најубавите градови во светот, а тоа е градот Делчево! Чао, пријатно и до гледање. Чао, чао, чао.